Здраво на сите! Ова е уште еден разговор на тема театарот во време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Бесвард Идризи. Тој е актер, театарски режисер, доцент на Факултетот за драмски уметности и е основач на албанскиот театар за деца и млади. Добре дојде, Бесвард. Добро те најдов, Сладјана, и благодарам за поканата. Ти благодарам што ја прифати поканата. За да го започнеме овој разговор на тема театарот во време на пандемија, го користам следново прашање со сите соговорници. Што значи да се биде театарски уметник, во твојот случај театарски едукатор, во време на пандемија? Што значи, мислам, како го доживеа прекинот на работа на театрите и прекинот на работа на факултетот и како ти минаа првите полициски часови? Реално и така. Затоа што од една страна, да, на почеток беше болно тоа што моравме да прекинеме со проби. Јас, како што и сама да знаеш, работевме заедно во иста представа во Турски театар и дојдовме до ситуација да бидеме скоро при крај на работа на маса. Требаше, не знам, за 2-3 дена да излеземе на сцена и баш тогаш почна ситуацијата со COVID-19, па бевме приморани да прекинеме. Иако на почеток не сакав да прекинеме и не сакав да се откажам, сакав да продолжиме, да изнајдеме начин како да продолжиме, да имаме индивидуални проби и така натака, но сепак се испостави дека тоа не може да се случи. Имаше други мерки, други предпазливоста требаше да биде на повисоко ниво, така да дојдовме до ситуација да мораме да го прекинеме проектот и да почекаме за подобро време. Тоа во однос на таа уметничка работа, додека во однос на работата на факултет, на таа педагошка работа, таму можам да речам дека не го доживеав толку стресно, затоа што бев сигурен дека многу полесно ќе може часовите да се одвиваат онлайн отколку самите проби. И мислам дека и така и се воспостави, затоа што со представата не продолжевме да имаме онлайн проби. Во меѓувреме јас пробав со друг проект да започнеме еден онлайн проект и го започнавме после неколку проби, го прекинавме тоа затоа што начинот како се одвиваше и како се градеше представата и каков облик земаше користејќи токму оваа платформа Zoom, не ни се допаѓаше и имавме многу прашања во однос на тоа дали сепак тоа е театар. И така да и тоа го прекинавме, а пак од друга страна во однос на наставата си продолжи онлайн и продолжи да се одвива без речиси никаков проблем. Да, сепак тука имаше, не знам, одредени ситуации кои што се разликуваат од тој класична настава, од сите тие рутини кои што ги имаме за подготовка на час и начин на одржување на час, како ние професорите, така и студентите, сето тоа ни се промени, али сепак се испостави дека Zoom или било која друга онлайн платформа може да користи за одвивање на часови. А од друга страна пак, што се однесува до тој третиот дел на прашањето на полицискиот час, па ја мислам дека навистина ми годеше тој полициски час, толку се одморив за тој период. Имав многу повеќе време да си посветам за многу работи кои што инаку не стигав да ги направам. Имав, не знам, долга листа на книги кои што сакав да ги прочитам и никако не успевав да ги прочитам. Се држаа книгите бројчиња на рака и никако да им дојде време да бидат прочитани. Така да во овој период буквално тој период на полициски час го искористив за
за тие работи кои што ги планирав одамна, а никако да ги реализирам. Така да стварно ми годеше. Така. Споменавме дека некако на некој начин и наставата, многу и од процесите театарски се префрлија на онлайн, на онлайн платформите. Но она што ме интересира е поготово за наставата, бидејќи ти истовремено си и доцент на Факултетот за драмски уметности, значи си во позицијата на едукатор, но истовремено си и кандидат за докторатура и автоматски со оглед на тоа дека твоите студии, ако не се лажам, се случуваат во Нови Сад. Да. И кога границите се прекинаа, ти беше приморан и да слушаш настава и да даваш настава на онлайн платформа. Па, мислам дека си вистинската личност да сподели од двете позиции истовремено, што значи да се работи од дома, што значи да се предава од дома, што значи да се учи од дома, и како изгледа тој процес на трансформација на приватниот простор во работен простор? Трансформација на приватниот простор во работен простор, како што може да се види, значи јас сум сега во мојата спална соба, која што е трансформирана во работен простор. Има секакви документи, има цела канцеларија овде. Инаку, да, како што и самата кажа, значи можев да видам што значи и да предавам, а и да ми предаваат во овој период. И во однос на тие докторските студии, можам да кажам дека навистина бев пресреќен што не морам да одам до секој викенд да одам во Нови Сад, затоа што тоа успеав да заштедам прилично добро пари, добра сума на пари со самото тоа што не морав да одам таму па да плаќам смештај таму па да останам еден викенд да се вратам и така натака, така да тоа ми годеше. Иако и таму и на тој факултет сите бевме скептични на почеток како сега наставата би можела да се одвива онлайн, па потоа се испостави дека одлично е онлайн и дека на сите ни е многу подобро, затоа што да, јас сум од Скопје, па јас сум од подалечно место, но и останатите не се сите од Нови Сад. Има и од други градови, така да сите беа пресреќни што не мора да патуваат. Можеме сите од дома да ја следиме наставата. Па така и да полагаме и така натака. А од друга страна пак во однос на Факултетот за драмски уметности, каде што предавам, да, до некаде имаше една слична ситуација, затоа што и овде сите студенти не се од Скопје, има студенти од други градови, на кои што исто така им годеше ова што не мора да доаѓаат во Скопје па да плаќаат дополнително за сместување, за храна, за патни трошоци и слично. Така да тоа им беше прилично олеснување, особено во овие месеци во кои што навистина беа месеци за криза, не само во уметнички план, туку и во економски план. Така да сигурно и на нив тоа им годеше, но од друга страна можам да кажам што пример беше прилично интересно за мене тоа што идејата за следење за започнување, тоест на почетокот на онлайн настава, студентите ја прифатија можам да речам со голем ентузијазам. За потоа веројатно самиот начин на подготовка за наставата влијаеше да тој ентузијазам падне, затоа што доаѓавме до ситуации да знаете како, ако треба физички да бидеме присутни некаде, сигурно најмалку еден час порано ќе треба да се подготвиме за да бидеме таму. Без разлика што се тоа подразбира, од патување до промена на гардероба, до не знам, шминка, слично, па целиот пат до таму, па да се појавиме како што треба. А овака целиот тој процес речиси да го нема. Така да имаше ситуации да буквално студентите да бидат нерасонети, да бидат по пижами, да не знам, да поради тоа што
сите обврски веќе им беа преиначени, па тој дневен распоред исто така им беше преиначен, па се случуваше да имаше денови кога само јас им предавав онлайн, па нема никаква друга обврска преку те и може веројатно си дозволува самите на себе да цела ноќ гледаат не знам, по цели сезони на разни серии на Netflix и утре дента да не можат да се разбудат, да не можат да се расонат или да бидат мамурни на час и слично, што навистина беше проблематично. Сега, да, тоа од една страна може да речеме дека сепак тоа е ајде една лична дисциплина на секој студент, но од друга страна пак кога општата состојба е таква, не можеме да го насочиме простот кон поединци сам. Така да исто така беше затоа што предметите кои што ги предавам се сценски говор и техника на глас. И особено за техника на глас предметот е многу повеќе основан на вежби и се малку барем мене ми беше проблем за да имам таа контрола над вежбите и на начинот како се прават тие вежби и дали ефикасно се прават, дали не. Ми беше малку проблематично да можам да ги прегледам добро студентите преку онлайн платформи, нешто што е многу полесно и многу поефикасно ако сме физички присутни во еден простор и тука можеме да видиме и да ги следиме тие вежби многу полесно. Токму тоа и ќе беше моето следно прашање, дали традиционалниот начин на предавање на кој што бевме сте навикнати предходно пред да се случи оваа криза, беше лесно да се префрли на овие онлайн платформи. Кои беа трансформациите што ги претрпе наставата? Па ето, ја веќе делумно сум се одговорил, сум дал одговор, али можам да посочам една работа, тоа што пример дојдовме до ситуација да откако јас веќе како да речем ги раскажав се и кажав се што студентите би требало да знаат во однос на тој наставен план и овој семестар. Дојдовме до ситуација кога решивме и одлучивме дека можеби од тука натака можеби подобро да немаме настава по распоред, туку да се префрлиме на менторска настава, со тоа што секој од студентите имаше своја задача и во однос на тоа како ја работеа задачата, така контактиравме по нивни потреби и се консултиравме за се. За на крај исто така одбегнувајќи да се сретнуваме, иако имаше една таква идеја на почеток за што би било доколку се сретнеме, но да се сретнеме надвор од факултетот, некаде во парк или на слично место, на отворено, каде што би можеле да ја држиме таа физичка дистанца, особено со оглед на тоа што, не знам, ако не прати некој од друг факултет, би требало да знае дека кај нас на факултет класите групите на студенти не се големи, се работи за до максимум до 10-15 студенти, а никогаш и многу помалку. Така да таа физичка дистанца ќе може да се одржи во многу помал простор и имавме идеја да направиме нешто слично. Но потоа се испостави дека особено за тие студенти кои што не беа од Скопје, дека е речиси невозможно да дојдат. Па затоа и одлучивме тоа да не се случи и да продолжиме онлайн. Со тоа што онлайн потоа знаевме да имаме проблеми со некои од студентите кои што имаат проблеми со конекција, со мрежа, со сигнал, затоа што имаше такви кои што живеат во рурални средини,
а и такви кои што поради полициски часови и цела таа ситуација беа заминати во рурални средини, да ни беше отежната и таа комуникација. Знаеше често пати да се прекинат, да не може да се конектираат, или пак да се конектираат, но без видео, затоа што со видео им се прекинува. И така натака, што навистина овој, да речем, технолошки проблем, знаеше некогаш да ја отежни наставата. Но на крај одлучивме, пример, кога веќе стигнавме, ги завршивме тие консултации и стигнавме до самиот испит, одлучивме да и испитот биде, да не се собереме сите заедно па да имаме испит, туку одлучивме за испитот да биде снимен и секој од студентите да прати свое видео со својот дел од испитот. Или евентуално тие кои што им требаат и други луѓе во видеото да не бидат тоа повеќе од двајца. И на тој начин преку видео, тоа што би требало да се прикаже на сцена, да биде снимено и преку видео да можат да го положат испитот. Што за сега изгледа како една добра опција. Гледано назад, испоредено на овие услови за работа кои што се беа на некој начин беше приморана да се реализира наставата онлайн, и гледано на тоа како беше планирана наставата, доколку ова не се случеше, дали опаднаа критериумите за тоа што е добра настава? Па знам за факултети каде што им беше наложено на професорите да ги спуштат критериумите. За најмалку за 10%. Што би значило најмалку за една оценка, да речем. Така да имаше факултети каде што не знам доколку испитот би требало да биде во пишана форма или доколку би требало да биде преку нека семинарска работа или нешто слично, да во тие критериуми за семинарска работа да не биде веќе не знам побарувано да семинарската биде да речеме од 12 до 15 страници, туку да биде побарано да таа биде од 10 до 12 страници или нешто слично. Така да знам за такви факултети каде што буквално им беше побарано на професорите. Кај нас на нашиот факултет мислам дека немаше таков случај или барем до мене не стигнало. Така да речем официјално немаше нешто такво на нашиот факултет, но неофицијално сепак оваа нова состојба и нова ситуација во која што се наоѓаме, секако дека наложи претпоставам кај сите професори, кај сите што предаваат да сепак имаат предвид да ги имаат предвид околностите, да ги имаат предвид можностите и секако некогаш и да прогледаат низ прсти. Но тоа не значи дека опаднате квалитетот на наставата. Мислам дека повеќе опаднат тој критериум или не знам, ако веќе станува збор за да речеме, ако тоа го преведеме во оценки за пола оценка или нешто слично да биде опаднат критериумот, што не верувам дека во вакви околности тоа е нешто многу значајно. Колку беше важна таа врска професор-студент во изминатиот период? Колку беше важно да се одржи, па некогаш и по цена на тоа да не се одржи часот, туку да се одржат некои дискусии, низ кои што ќе може целата оваа криза да се надмине полесно, особено кога станува збор за студенти кои што се во своите 20 на години можеби, или можеби и постари, меѓутоа сепак за нив е исто така тешка оваа ситуација. Колку оваа врска беше важно да се одржи, а колку беше продлабочена или можеби напротив не продлабочена, туку ограничена со оглед на тоа дека контактот не се случува физички во ист простор, туку се случува преку оваа технологија. Па јас би рекол дека овој контакт беше или
требаше да биде, не знам сега, не можам да зборам за сите, но затоа би рекол би требало да биде и да представува една многу важна комуникација, затоа што особено ако збориме за студенти од прва година со кои што јас работев, студенти кои што току се запишале на факултет и кои што се уште имаат нели голем жар на ентузијазам и големи соништа и што се не работи што сите сме ги поминале и на тие студенти да им се случи оваа физичка дистанца и сите овие мерки, па поради тоа да мораат да прекинат со факултетот е навистина болно. А особено тоа што доколку не им и ова е веќе двостранно и за студентите и за наставниот кадар би рекол воопшто, затоа што особено во однос на тие активности, таа дневна динамика која што сме имале претходно и наеднаш да ни се прекина таа динамика, мислам дека имаше и такви случаеви да буквално луѓе дојдат до кризни моменти, кои што моменти нели многу полесно е да се надминат преку разговор, преку комуникација, преку споделување на нештата со други. Така да и во однос на од овој аспект, мислам дека таа комуникација беше стварно неопходна, би рекол. Затоа што од една страна нешто такво требаше да се случи, тоест таа комуникација требаше да продолжи како од тој професионален аспект, така и од овој ментален аспект. А од друга страна, мислам дека таа комуникација се сведе на многу да речем, по приватно и по лично ниво, по интимно ниво, затоа што поинаку е кога се сретнуваме во еден простор со луѓе, каде што и самиот простор ни назначува дека сепак тоа е факултет и дека станува збор за одредена институција, па има свој кодекс на однесување, не можеме да се однесуваме било како и така натака, а многу поинаку е кога да речеме, со авторитетот разговараме од кауч и лежиме во кауч и си го држиме мобилниот на рака и на тој начин присуствуваме на час. Без разлика сега дали тој час е час за настава или е само час за разговор. Сепак таа средба и начинот како се споделува работите, како се разговараше, допринесе доволно за тие бариери помеѓу во тој однос професор и студент да бидат срушени дополнително. Што мислам дека беше добра работа, особено значи како што нагласив, особено за студентите од прва година кои што се уште им треба време за да се прилагодат на факултетот на новите околности. Така. Гледано во недогледен период, хипотетички доколку си дадеме ситуација дека оваа криза продолжи и наставата мора да продолжи вака да се реализира, кои се другите решенија за добра и квалитетна настава? Веќе предложивте некои од типот на одвивање на настава во двор со дистанца, дали може би се размислуваат некои дополнителни идејни решенија за тоа како да продолжи наставата доколку и оваа криза продолжи? И сега некој точен и концизен одговор на ова не можам да дадам, сепак станува збор за образовен систем и мислам дека на крај сите ќе бидеме во ситуација да мораме да ги следиме тие официјални мерки кои што ќе ни бидат предложени како од страна на Министерството за образование и наука, така и од другите институции, здравствени институции. Така да не знам јас конкретно да дадам точен конкретен одговор, но мислам дека не би продолжиле онлайн со наставата, затоа што иако
иако ова не значи дека сум оптимист дека ковид ќе го снема од септември, од есен. Мислам дека тој ќе продолжи да си постои, затоа што по тоа што ги пратиме сите случувањата и сите вести кои што доаѓаат од светот, барем јас можам да забележам дека веќе никој не ни разговара веќе за изнаоѓање на вакцина. Една топ тема која што беше до пред месец-два, веќе никој не разговара за тоа, како да веќе не ни е потребна таа вакцина. Така да, веројатно, ковидот ќе си продолжи да постои, но ние ќе се научиме да живееме со тој ковид и дел од нас можеби ќе си створат некој појак имунитет кон овој вирус. И тоа би значило дека сигурно би сакал да наставата се врати да се врати во таа претходна нормална, тешко дека ќе се врати. Сигурно ќе има нека нова нормалност, но таа нова нормалност би сакал да биде сепак нормалност која што би се случувала во тој физички конкретен простор на факултет. Без разлика како ќе биде смислен тој наставен процес, дали ќе треба, не знам, студентите да бидат поделени на групи, дали ќе се зголеми фондот на часови, па на тој начин ќе може да се избегнат тие помасовни собери, да речем. Или ќе се изнајде друго решение, не знам, но би сакал и се надевам дека ќе се вратиме на факултет и таму ќе изнајдеме решение како да продолжиме со наставата. Така. Со цел да се избегне физичкиот контакт и масивните собери, како што напомена, и театрите се затворија, прекинаа со работа, го прекинаа прикажувањето на представи во живо, одиграни во живо, и како замена за тоа ги отворија архивите и започнаа да прикажуваат веќе одиграни представи во живо, како снимен материјал на интернет платформите. Како актер, режисер, театарски уметник и како гледач ги доживуваш овие представи, овие снимки од представи? Да, сега јас за жал кај нас, ако збориме сега за во Македонија, тогаш мислам дека кај нас тоа не проде баш најдобро. Затоа што, да, на почетокот постоеше еден мал ентузијазам за тие представи, за снимените представи, но со оглед на тоа што тие представи, речиси, ниедна од нив не е снимена за да биде прикажувана како снимен материјал, тука е снимена за лична архива или снимена е за презентација по фестивали и по селектори на фестивали и слично, каде што при што станува збор за снимен материјал кој што се добива впечаток за представата, а не се доживува целата представа. Така да, со оглед на тоа што повеќето од тие снимени представи беа снимени на тој начин и за такви цели, беше логично и тоа и што се случи да опадне интересот кон тие представи и да веќе мислам дека ниту еден театар веќе не објавува такви представи. Што и беше логично да дојде до тоа. За разлика од други представи кои што беа прикажувани низ свет, каде што представите беа снимени со цел да можат тие да бидат прикажувани, како еден вид на, ајде да речеме, ТВ драма, каде што представата не е снимана само со една камера и само од еден агол, туку има со повеќе камери по разни агли, па се фаќаат и детали, добра монтажа, светлото е соодветно и приспособено за камера, не е светлото како што би било кога гледаме во живо представата, светло кое што не е воопшто соодветно за камера и така натака, што би значило дека во светот тоа се покажа за одредени представи како добар, за одредени театри како добра работа, но ние
речиси да не бевме подготвени за нешто такво. Од друга страна, како сега не знам дали ти го опфаќа прашањето и тоа. Да. И сакав дали да продолжам да зборам за онлайн представи, за представи кои што беа наменети за да не е тоа друго прашање Да, тоа е да не се следното продолжи. прашање, така што можеме и да го поврзаме слободно, затоа што од една страна станува збор за исто, ама не е исто. Станува збор за проекти кои што се случија во овој период, кои што не можеа да ги изиграат актерите во ист простор на сцена пред публиката. Од тука ги снимија на некој начин секој од дома, со своите можности, со својот мобилен телефон, режирани од другата страна на прозорчето на Zoom, од страна на режисерот. Значи, еден вид, авторите ги нарекуваат виртуелна представа, како што е представата на Нела Витошевиќ, или како што е тој и таа интернет перформанс, го нарекуваат од Велешкиот театар во режија на Дејан Дамјановски и пред други представи, проекти од овој тип, кои што се нарекуваат со различна терминологија, со оглед на тоа дека ние немаме се уште утврдена терминологија за овие нови дела. Како ги доживуваш овие театарски дела? Како ги восприемаш како публика? Пред да одговорам како публика, ќе одговорам како уметник и како режисер, затоа што како што веќе напоменав на почеток, и јас започнав еден таков проект кој што беше као волонтерски, ајде да пробаме да видиме што од тоа може да се направи. И после неколку одржани проби, решивме да го прекинеме затоа што ниту еден од нас, од целата екипа, не верувавме дека тоа е театар. Затоа што, нели, ако се вратиме кај Гротовски, кој што вели дека сепак суштината на театарот е таа комуникација помеѓу таа непосредна комуникација и директна комуникација помеѓу актерот и гледачот, овде тоа го губиме. Овде тоа го немаме. И исто така, од друга страна, имаме друг медиум, имаме медиум на видео, кој што е сосема нешто друго. Не е веќе театар, туку станува збор за фотографија, станува збор за сосема други параметри. И затоа одлучивме да не го продолжиме, затоа што сепак тоа не е, или барем нам изгледаше дека тоа не е театар, не правиме театар на таков начин. И разговаравме што би било доколку направиме некоја спојка помеѓу физичка присутност и снимен материјал, затоа што исто така, значи, се користи терминот за виртуелност, но виртуелност е нешто друго. Значи, дури има и теории за тоа. Има една добра книга која што се нарекува Постдрамски театар и там има една добра поглавје за што е тоа виртуелност во театарот. И значи, овој иако сега нашиот разговор се случува преку интернет, сепак овој разговор е снимен разговор и кога било кој од гледачите што ќе го гледа овој материјал, ќе го гледа како снимен материјал. Нема да го гледа како нешто што е во некоја виртуелна реалност. Току ќе го гледа буквално како само снимен материјал и како нешто што ќе може да се го пушти на телевизор и тоа е тоа. Не може, освен да притисне плей, пауза или стоп, не може ништо повеќе да допринесе гледачот во содржината на видеото. Така да, поради овие и слични размислувања, дојдовме до заклучок дека ова сепак не е театар, туку станува збор за видео и одлучивме да прекинеме затоа што не бевме заинтересирани да направиме некој си, да речем, телевизиски шоу или интернет шоу, туку сакаме да направиме театар. Речиси, истите разговори беа водени и со дел од уметничката екипа
во проектот кој што го работевме во турски театар. Значи, слични разговори беа водени помеѓу мене како режисер, помеѓу Кери, Кренара Невзати, кореограф, Розе Трајковска, костюмографот, директорката на турски театар, Несрин, и каде што буквално ги разговаравме овие работи и што тоа би значило да ако да речеме ја продолжиме представата, излеземе со видео представа, со видео материјал, да речеме ево ова е представата. Тогаш дали навистина тоа е представата или тоа е некое видео или некој филм или не знам, најмногу можеби некој експериментален филм на тема театар и представа. Така да, поради овие размислувања, на крај рековме дека сепак ние би сакале театар да направиме, а не филм. И како некоја крајна линија дојдовме дека до тој заклучок дека можеби доколку можеме да ги искомбинираме и двете, да имаме човек на сцена, без разлика дали таа сцена ќе биде матичната сцена на театарот или било каде што ќе имаме човек на простор, на физички конкретен простор, кој што ќе може да воспостави контакт со снимен материјал, тогаш да. Но воспротивно, ние би направиле, дојдовме до заклучок дека би направиле само едно видео и ништо повеќе од тоа. Ништо повеќе од тоа во смисла дека нема да се доближиме до театар. И како, од друга страна, и како гледач, го делам истото мислење, дека сепак тоа е видео и не е виртуелна реалност, нема ништо виртуелно во тоа. Но, од друга страна, тоа не значи дека јас сум не знам, негативно настроен кон таквите проекти, воопшто не. Театарот и сите ние кои што се бавиме со театар, се наоѓаме во период во кој што мораме да изнајдеме начин, простор, време, место, се за како на каде да го насочиме театарот и како да успееме да продолжиме со нашето действување. И ако се осврнеме и во минатото и во целата историја на театарот секогаш во различни периоди од неговото постоење се соочува со вакви проблеми, со слични проблеми, не секогаш поради вируси, но проблемите биле скоро од иста природа, а тие причините за проблемите биле од различни основи. Без разлика дали збориме за Ренесанса, или збориме за Среден век, или антика, или модернизам, романтизам, за било кој период од тие големи периоди, секогаш театарот и театарските уметници имале потреба од нов простор, простор кој што не постоел претходно, или простор кој што постоел, но не бил искористен, не бил лоциран како можен простор за театар. Па така дошло и до градбата на театарот како објект, и до се друго. Така да, можеби, ајде да бидам, сега да речам, оптимист, можеби ако продолжи оваа ситуација со COVID, ништо чудно и да ни се развие некој ново движење или нов стил во уметноста, некој си COVID-19изам или нешто слично. Што би било прилично интересно. Како би изгледало тоа според тебе? Па, не знам, еве се обидуваме да најдеме решение. Мислам, и самиот факт што публиката, нели, како што беше таа слика на театарот во Германија, каде што беа отстранети седиштата. Значи, тоа веќе стана реалност, тоа веќе почнавме да го гледаме низ светот, а и кај нас. Еве, вечерва кај нас ќе се одвива прва кинопроекција во кинотека на Македонија, каде што седиштата се поставени токму така. Проекцијата ќе биде на отворено, во дворот на кинотеката, и седиштата се поставени буквално со растојание од метар и пол измеѓу. Што и самиот тој начин на организирање на простор веќе означува нов простор. Веќе означува нов начин на комуникација со публиката.
и меѓу публиката, и публиката сама меѓу себе. Така да и тоа означува еден период на COVID-19, ако веќе така го означувам. Во овие услови, кој е местото, кој е улогата и која е функцијата на театарот во нашето општество? Не знам. Колку е важно да се зборува за театар, колку е важно да се изнаоѓаат решенија за реализирање на театар, колку е важно уметникот да твори? Да, јасно ми е колку е важен театарот на публиката според тебе во моментов? Знаеш, јас велам не знам затоа што не знам ни предходно, ни за во таа стара нормалност да речем колку и кога театарот бил важен. Затоа што имало периоди кога театарот бил важен и театарот бил искористуван од страна на особено од страна на властите за да пробуткаат нека идеја или да преку театарот го користат како медиум за да покренат одредена иницијатива или да покренат одредено јавно мислење за некоја тема. Од друга страна, нели, се случува и обратното, да има театри или театарски представи или театарски здруженија, трупи во кои што преку нивното действување знаат да бидат нели политички ангажирани, да представуваат опозиција и критички да се осврнуваат кон нештата што се случуваат во општеството. И сето тоа е важно, но колку тоа е важно за самата публика, тоа не знам да го кажам, затоа што знаеш, и покрај тие наши да ги наречам поетски или романтични изјави, особено изјавата или мотото на фестивалот МОД, дека мотото едно време им беше, не знам дали се им што има така моќта на театарот. И секогаш сум се прашувал, па која е таа моќ на театарот? Особено овде кај нас, каде што буквално како што и сега може да видиме дека не само театарот, туку културата воопшто е ставена како нешто таму на маргините и како нешто што е не толку битна работа за општеството. И тоа може да го видиме и преку скратување на фондови за култура. Значи, на секоја нова настаната криза, прв фонд кој што се крати, од кој што се земаат средства, е културата. А при тоа е нешто што не би требало да се случи, затоа што ако ние не се издржиме културата, не се зачуваме културата, не успееме да ја буквално да ја зачуваме културата и да од сите овие кризи, тогаш која е поентата да се справуваме со кризите. Ако не остане култура, тогаш што дека ќе немаме ковид. Без култура па можеме и со ковид во такви ситуации. Така да, но кај нас не се размислува така, не политиката е насочена кон сосема други нешта. Можеби, ајде сега да бидам како да речам, да влезам во чевлите на политичарите, можеби, не знам, можеби и они имаат нивни причини зашто така размислуваат, затоа што сепак ние не сме нека богата земја и секоја ваква криза, дури и помали кризи од оваа, може да наштети на нашата економија и на цела благосостојба. Така да затоа велам не знам, затоа што од една страна кога гледам како човек кој што се бави со култура и како човек на кој што културата му значи, како
и како гледач на крајот на краишта, и како човек кој што сака да посетува културни установи и културни манифестации и слично, доаѓам до ситуација да, сето тоа е во ред, но од друга страна па тоа како да баш и не ни се случува и дали е сепак тоа оправдано што не ни се случува. Да стварно останувам во ситуација да не знам дали треба да бидам разумен и да најдам некој разумен компромис во се тоа, или пак треба да бидам, не знам, екстремно кон едната страна и да се борам до максимум дека, не знам, не сме да се попушти никако. Затоа што наистина не е. Го Тоа спомена е една од моите дилеми. Да. Го спомена Гротовски и она што ме интересира како следно прашање е како еден Гротовски, како тие големи театарски имиња кои што го дефинираат театарот, дека се базира на тој физички контакт и таа непосредна врска меѓу публиката и актерите на сцена, како тие би се справиле со овие услови, со оваа технологија што го нуди овој век, и со оваа пандемија која што го нуди повторно овој век, значи тие дистракции и можности. Види, ништо чудо, сега размислувам за ова. Значи, не сум размислувал предходно, али со оглед на тоа што сега се фатевме за Гротовски, али не е само Гротовски. Да, не мора да биде Гротовски. Без разлика дали е Гротовски или Питер Брук или сосема некој друг, се едно. Значи, тоа се луѓе кои што ја смалиле, значи, ако имаат една карактеристика која што е заедничка, е смалувањето на просторот и смалувањето на дистанцата помеѓу актерот и публиката. И во една таква ситуација каде што они настојувале да го смалат тој простор и таа дистанца, да им се наметне на нив дека мора таа дистанца да биде зголемена, мислам, сосема спротивно на нивните принципи, на нивните начала на работа. Така да, веројатно, они би настоиле да направат некој вид на комуна театар, каде што и публиката и актерите би живееле заедно 14 дена во карантин и тие 14 дена би си играле представите. Што изгледа како нешто што може и да се направи. Така, баш интересно размислување. Ова е на некој начин последното прашање од мене за да. Но секогаш оставам простор доколку моите прашања не ги опфатија сите размислувања на соговорникот, тој да си додаде свои прашања и да понуди своји одговори или пак да испратиме една порака до постпандемските театарски уметници, до постпандемскиот професор, едносно едукатори, или до идните генерации. Не знам, ја само, ако веќе треба да пратам некоја порака, ќе ја пратам по телефон. Не. Ја би сакал само тоа, да нагласам дека сепак не треба да се откажеме и да кренеме раци и да кажеме дека ова дефинитивно не е време за уметност и да си ги кренеме рацете, рамениците и да се откажеме од ова. Секако тоа никако не треба да се случи. Туку напротив, ќе мораме сите заедно и сите секој на свој начин да се обидеме да изнајдеме решение за ова, да изнајдеме нови простори и да го изнајдеме тој нов правец во театарот, тој COVID-19. Благодарам многу Бесвард што ја прифати поканата и што ги сподели своите доживувања, размислувања и ставови за театарот во изминатиот период и ти посакувам убав ден. Благодарам и тебе и благодарам за овој пријатен разговор, да ви сте уживав.